За пекарите продолжувањето на владината одлука за замрзната цена на лебот е очекувана, но работат со ризична рентабилност. Јас лично и очекував тоа да се продолжи, со оглед на тоа дека сега веќе цените на брашното паѓаат и на пшеницата, се надевам дека уште ќе паѓаат за да можеме да се спасиме и да работиме барем во некоја граница рентабилно. За председателот на Асоциацијата на пекари на Македонија Горан Малишич, одлуката на владата лебот уште 2 месеци да се продава по оваа цена е. Сите тие непопулистички мерки кои идат на штета на индустријата не се ворат, значи не се замрзнува само цената на лебот или другите производи, така да не зависи секогаш намалувањето на суровините дека некој ќе опстане, значи има и други трошоци кои што сами знаете, во меѓувреме се зголеми минималната плата, така да и платите се качуваат нагоре и другите работи се придонесуваат на штета. Значи најдобро е да се остави стопанството да функционира, значи пазарно. Што значи пазарно? Понудата и поборувачката да ги додуваат цените на пазарот, така да тоа е најдобро за индустријата. Се другото е негативно за индустријата. Спас за пекарите може да биде тенденцијата за намалување на светските цени на брашното, па аналогно и кај нас. По таа погрешна одлука која се направи многу голема штета на пекарите, па се појави некое светло, па почнаа да се намалуваат суровините, така да загубата верувам дека на крај ќе испадне помала него првично што беше калкулирана, затоа што значи ќе се потрошат залихите и ќе се некако ќе се опстане пекарството. Од првата владина одлука за замрзнување, основната цена на лебот е 30 денари за векна, пошто од трговците се почитува.